Веќе сме подготвени и организирани во кујната, поточно и ми подготви во меѓувреме тоа кое што е денеска во план да се прави. И се разбира, малку споменавме, но во приложение подетално за тоа како и на кој начин можете да си го разобавите денот со убав оброк, а при тоа да биде предлог плюс за оние кои што ги практикуваат и се наоѓаат во велигденските пости, односно постат. Емилија Спасовска-Мојсовска или нашата Еми, нутриционист, ни доаѓа во студиото. По одредени кратки паузи се разбира со сите оние дополнителни ангажмани и тековни работи, да, успеваш да дојдеш. Така, благодарам за поканата. Се договараме веќе 2 месеци, меѓутоа еве денеска е денот за да бидам дел од оваа емисија и навистина секогаш ми е задоволство. Меѓутоа обврските, работните обврски не дозволува да јас можам да бидам присутна еднаш во месецот и ми фалеше некако да кујната тука. Така да денес ќе подготвувам еден намаз и бомбици кои што ќе бидат предлог рецепт за сите оние кои што постат според типик. Меѓутоа за благовец и за цветници се јаде риба, само тие 2 дена е дозволено, нели, риба за оние кои што се хранат по типик. Така да овој предлог рецепт е намаз, брзо, лесно, едноставно се подготвува, може да е предлог за поедок и за вечера. А другиот рецепт е десерт кој што е во здрава варијанта, тоа се бомбици. Односно, не остануваш никогаш со еден рецепт. Па така, да. Секогаш имаме 2 минимум. Ми е срам да дојдам со еден рецепт, искрено да ти кажем нешто, ајде да бидат 2 или 3 или повеќе, меѓутоа доволно за да биде предлог, идеја за некој од гледачите. Да, одлично. Ќе започнеме, претпоставам, со солиното, поточно со намазот или солениот рецепти. За да имаме време за двата рецепти да ги подготвиме. И последователно, нели, ќе позборуваме за тоа кое што е важно во овие денови, или да речеме ако зборуваме и за велигденските пости, нешто што го начнуваме од време на време како тема во овој период, а истовремено за комбинацијата на состојки која што ја правиме. Намазите некако се актуелни во последен подолг временски период и некои знаат и да си експериментираат кога ги подготвуваат намазите. Па секогаш е креативноста, Ивана. Да, секогаш е еден основен рецепт, меѓутоа ние додаваме или одземаме состојки кои што нам највеќе ни одговара. Да. Ништо што одговара на еден, можда не одговара на друг. Но што вели науката како нутриционизам? Дали се со се оди во спојување или не? Така, секако сите намази што ги правиме, ги подготвуваме, секако дека треба да имаат еден баланс во тоа што го внесуваме, за да имаме поддршка на организмот, секако ние внесуваме нешто што ни е погодно и пријатно да го конзумираме, меѓутоа да има витамини и минерали. Секогаш нашата препорака витамини, минерали, да вклучиме во исхраната протеини, јаглехидрати, нели, со цел да имаме еден здрав начин на живот. Соединување треба да е, нели, како целина бенефит по нашето здравје, така, зашто го внесуваме. Некои состојки едноставно едно со друго иде, некоја состојка кога ќе направиме комбинација потешко за дигестивниот систем. Ние секако треба да му дадеме на нашиот стомак, дигестивниот систем, нели, пријатни нутриенти, односно витамини и минерали и храна која што добро ќе прифати и ќе биде лесно за дигестија. Тоа е случајот и со намазите. Меѓутоа, овој намаз може да биде убава комбинација и како салата, затоа што тука имаме конзерва туна, значи рецептот е 2 конзерви туна, наут, малку сенф додаваме, кисели краставички. И кога ќе додадеме салата, марула, рукола и липченка, ние добиваме оброк, односно салата. Сега оваа варијанта е, нели, намазот кој што може да се намачка на лепче и предлогот покрај намазот може да биде салата. Така да добиваме една целина. Така да, еве, како што напоменав, ставаме конзерва туна, наут, додаваме кисели краставички, малку сенф, 1 до 2 лажички, лимонов сок, еве го, малку лимунчето и додаваме кисели краставички. По желба, веројатно. Да. 13 до 14 кисели краставички, меѓутоа зависно сега ние ова го правиме како презентација, може да е сега е половина доза, за да направиме фина убава структура, па ќе видиме колку ќе додадеме од која ќе изблендираме првично. Треба да имаме една хомогена смеса, за да може да ја сега може тоа да биде и потечна, малку е потечна,
Може да ја згуснеме. Ќе ја згуснеме со наутот, Меѓутоа, може да претпоставувам. се згусне и со наутот, ама добре. Добре. Не треба, да. Добре. Сега за да може да се види, ќе ставиме во тањерче. Да се види каква е текстурата. Има многу накраја- видови намази на кои што може да ги подготвиме и кои што јас во мојот прирачник ги имам дадено како идеи, намаз од цвекло, намаз од печурки, од грав, навистина тие комбинации, еве вака брзо, лесно, колку време му требаше на овој намаз да се подготви, да го имаме ние и може да се остави во ладилник, Да. една до Да, јас ќе ги намачкам кришките, ајде да ти така. помогнам нормално, за да Фала можеме ти да многу. го испрезентираме и благиот рецепт, поточно десертот кој што може да се подготви. Аз за ова мислам дека е сосема јасно, како и еве плюс уште една комбинација ако сакаме да јадеме туна и да имаме еден здрав оброк, па и на кришка со лепче кој што може да биде како ушина. Така, и во ладилник кога ќе се стави може да стои неколку денови, меѓутоа не верувам дека ќе остане, тоа веднаш се конзумира. Сега да е малку да го декорираме, може и пченка да се стави, рукола, сега во случајот ставив јас Одлично. Макдонос. И може да одиме кон вториот рецепт и толку брзо, лесно се подготвува и овој рецепт што на вистина не може ние да си наоѓаме само изговори дека немаме време. Како имаме време за се да направиме, имаме време еве вака лесни рецепти да направиме, а да не се натрупуваме и луѓето да не погрешат кога ќе влезат во продавница да купат некое чоколадо нели за брза енергија, таму се наоѓаат прости шеќери кои што на вистина не ги препорачуваме. Секако докторот го слушав кога беше во студиото, значи потребна е урамнотежена исхрана, значи сложени јагле-хидрати кои што ние ќе ги црпиме сите оние резерви од храната кои што гликемиите ќе ги држат балансирани, а тоа е житариците, просо, хејда, овесот во зрно. Ќе правиме рамнотежа во исхраната со ваков тип на десерти кои што имаме, нели, во случајов е пасирана банана, мелени бисквити, додаваме кокос, суво грозје да се додаде. Јас ставив една банана, меѓутоа во рецептот треба да биде 3 пасирани банани, 200 или 150 грама кокосово брашно, 150 грама бисквити, малку цимет, може и какао да се додаде. Овие рецепти ги има во твојот Ги имам јас во мојот прирачник, некогаш верувај дека ги модифицирам рецептите од тоа што имам дома и се наоѓам, го филувам со други нели на мирници. Во случајов може да се додадат и мелени јаткасти плодови, тоа и сега ќе имаме време да ги измелиме за да се направи една фина структура, хомогена и по желба на гледачите може да додадат малку мед затоа што да добие една блажина, меѓутоа нема потреба, самата банана си дава убава блага структура и фина така. Ова да го уклучиме и да ги изблендираме. Малку ќе бидам бучна, да, чекај само да се снајдам со ова. Само да видам. Така кратко беше, ај уште малку. Убаво речено, треба многу време. Ние меѓу другото бомбиците исто така ги практикуваме во препораки. Утринските часови кога ги правиме најчесто така со различни комбинации, некогаш и урмата тука игра улога, со оглед на тоа што не треба да имаме некоја смеса која што потоа треба... Намерно не ја додадов урмата, бидејќи требаше 15 минути сите овие овошја да отстојат, да не се во блендерот да не се залепи, заради корист на времето, ама затоа еве ќе го додадам сувото грозје, може да се додаде и брусница и само се формираат топчиња. И се добиваат вкусните бомбици. Ја бицепсот го набилдав со пасирањето. Така да. Сега ова е половина количина. Ајде вака да направиме.
Да видиме и сега за да ги извалкаме во кокос, Треба да ставиме. ќе ставиме и јас ќе ги ставам. Јас нешто да помогнам. Ајде, може, како и секогаш. Така да се повторам уште еднаш, изговор нема. Така и видовме колку е брзо, Значи, многу состојки, нешто што постојано или редовно си го имаме по дома. Мед да ставиме или рековме не? Така. Или да или не? Ајде, како Ова е сакаш да ги... медот? Да. Ајде, може. малце ќе ставиме. Нема само од сенфот да утнеме. Да направиме бомбици со сенф. Ете така. Такви не сме јаделе. Ете така, да. Микс. Верувај дека има многу комбинации, Да, и со сладки, тоа, јути, така. кисели. Да. Така да... Важно е да сакаш да експериментираш. Некој сака, некој не, се по свој вкус, но кога зборуваме за здравието и за одличната препорака, веќе споменавме важната тема која што имавме на утринската, се надоврзавме со тоа. Зошто? Заради тоа што се е поврзано со тоа што внесуваме, на кој начин и колку количински. Па верувам дека имаш и дел од твоите клиенти кои што меѓу другото се соочени со еден таков предизвик како што е оваа честа состојба. Се почесто, за жал, некако сум многу емпатична со клиентите кои што доаѓаат имаат некаков здравствен проблем или состојба, меѓутоа се во првичната информација нели диабет или било каков здравствен проблем, што е нормално, секогаш не погодува информацијата и дека треба навистина да ги следиме препораките на лекарите покрај препишаната терапија. Меѓутоа секогаш лекарите кажуваат да го посетат нутриционист или да внимаваат на исхраната. Тука тој баланс што ние го правиме и првично нели се оградува што јас, кој ќе ми каже мене дали да јадам или што треба да јадам. Меѓутоа се си има зашто, бидејќи нутриционизмот е наука која што навистина не ги дава оние чекори и препораки кои што ние навистина во различни состојби во организмот и превентивно ние треба да се храниме онака како што треба. И секогаш тоа го кажувам. Значи да внесуваме баланс во исхраната, појадок, ручек, вечера, да пиеме доволно вода, да имаме физичка активност, бидејќи сите хормони кои што се заслужни за нашиот организам да функционира непречено, да биде нашиот организам во природна хомеостаза, бара балансиран организам, односно алкален организам, односно да немаме закиселување. А што тоа значи? Бидејќи кога еден организам е закиселен, тука се појавуваат кардиоваскуларни заболувања, се појавува диабет, висок крвен притисок, да не зборуваме холестерол, триглицериди, сето тоа спаѓа во се ова што го зборувам. И секогаш на број 1 е исхраната. Каде да отидете, секогаш се збори за исхрана, што да јадам, што да направам комбинација. Ние ги правиме комбинациите и тие треба да бидат вистински избор за нашето здравје. И никогаш не треба да експериментираме со нашето здравје, затоа што се што има природата што ни дава, тоа е и за нашето здравје. Наспроти, оние преработени трансмасти, нели, кои што секако белото брашно, шеќерите, кои што навистина може да бидат штетни по нашето здравје и секако секој човек е индивидуален, има одредена храна која што му пречи и која што нели не треба зависно од состојбата да ја конзумира и затоа сме ние тука нутриционистите да направиме правилен избор една насока за и препорака за живот тоа. на секој, тргнувајќи од себе, од нашето семејство. Така е. Се она што ние ќе понудиме дома и што ќе ставиме во ладилник, тоа ќе го јаде нашата фамилија. Така да тоа е. Така е, и секогаш треба да се почитуваат овие совети и препораки, ако сакаме да го практикуваме или да го правиме тоа на еден вистински начин, особено кога зборуваме или за нашето здравје. Да знаеме што јадеме, при тоа да се чувствуваме сити, а не да јадеме да се чувствуваме гладни, а потоа тоа го забележиме и на нашиот изглед или во однос на зголемување на килограмите, а што е најлошо така, и вишок од килограми се чекор еден кон хронични незаразни заболувања. Знаеме дека дебелината е толку немаме време, ми ги собра сите тањери, Ивана. Да, јас собирам за да приметиш дека веќе треба да завршуваме. Јас приметив, се знам. Да, ја расчистивме масата, така. но ни остана оние наши два предлози рецепти, на кои што го направивме намазот од туна и овие прекрасни бомбици кои што ими отекот на разговор така спонтано ги направи. Изгледаат вкусно и двата рецепти, така што ќе ги пробаме и ќе уживаме. Ако ги подготвите и вие уживајте. И ми ти благодарам за гостувањето како и секогаш и за овие совети кои што ги имаш до нашите гледачи. Се гледаме со тебе во следна прилика, а до тогаш многу успех. Така, благодарам, со задоволство следно ќе бидам гостинка со уште други рецепти нови.
Се надевам лесно ќе се гледачите, договориме. лесно ќе се договориме, да. Така е. Уживајте доколку сега го конзумирате вашиот појадок, ужина што и да правите.